Со овации и аплауз, синоќа беше поздравен капитенот на македонската репрезентација кој го одигра својот последен 122 надпревар на кој доби пригоден подарок од Федерацијата на лалињата. Струмичани кој не замина во Холандија. Синоќа од родниот град на капитенот го бодрија и до последна минута се надева дека македонската репрезентација ќе освои бод. За нив, Пандев останува крал во фудбалот. Значи Горан за нас представува икона, представува фудбалски бог кој што мораме да го респектираме и да го почитуваме. Јас единствено ќе посакам и ќе поддржам зборовите на неговиот брат Сашко, кој што вели дека овој надпревар нема да биде последен. Јас се надевам дека нема да биде последен. Јас се надевам дека на Тодор Проевски арената ќе му приредиме едно величенствено простување од македонскиот национален дрес. Навивачите, фановите и сограѓаните на Пандев се надеваат дека тој сепак ќе одигра уште некоја минута во црвено-жолтиот дрес. Срекни се што токму тој остава голем успех за македонската репрезентација и ќе остане запишан во историјата на фудбалот. Европското првенство за Македонија, тоа многу значи, а изјавата за Горан Пандев, тоа е една величина на македонскиот фудбал, што сега и понатаму дали ќе се роди или како ќе е, тоа ќе видиме. Значи Горан Пандев може да продолжи оште, а ако не, тоа ние ќе почитуваме како навивачи. Во еден од струмичките локали синоќа надпреварот заедно со фановите го следа и сопругата и трите деца на Пандев. Горан вчера после 2 децении во црвено-жолтиот дрес го одигра последниот меч за Македонија, но тој не беше единствениот кој после дуелот со Холандија ја заврши репрезентативната кариера во актуелниот состав. Селекторот Игор Ангеловски изјави од Амстердам дека мечот со Холандија е последен за него на местото на клупата на нашата репрезентација.